Европската унија не ја споменува Македонија во заклучоците од последниот состанок на Советот за општи работи, што предизвикува разочарување кај македонската јавност. И покрај тоа што нашата држава долго време се стреми кон членство, прашањето за уставните измени и отпорот во домашната политичка сцена ја оддалечуваат Македонија од европскиот пат. Советот се фокусираше на проширувањето и европската иднина на земјите од Западен Балкан, но во текстот Македонија не беше директно адресирана. Ова дополнително ги усложнува дипломатските односи и создава несигурност за следните чекори во процесот на интеграција. Скопје повторно се најде на листата на најзагадени градови во светот, оваа година заземајки го 7-то место. Според последните податоци, концентрацијата на PM честички во воздухот е значително повисока од дозволените граници, што сериозно го загрозува здравјето на граѓаните. Експертите предупредуваат дека загадувањето е резултат на комбинација од индустриските активности, загревањето на домакинствата и сообраќајот. Жителите на Скопје се почесто се жалат на респираторни проблеми, додека надлежните власти бараат начини за намалување на загадувањето. Иако се најавени мерки како засилени инспекции и субвенции за еколошки горива, граѓаните се сомневаат во нивната ефективност, особено во услови кога зимата дополнително го влошува квалитетот на воздухот. Белград воведе бесплатен јавен превоз за сите граѓани, додека Скопје продолжува да се соочува со проблеми во јавниот транспорт. Градските автобуси во македонската престолнина често се неуредни, недоволно редовни и ненадежни, што ги тера граѓаните да бараат алтернативи. Споредено со Белград, Скопје значително заостанува во обезбедувањето квалитетни услуги за јавниот превоз. Граѓаните на Скопје се разочарани од недостатокот на иницијативи за подобрување на транспортот, додека цените на картите постојано растат. Недостигот на визија и инвестиции дополнително го усложнува секојдневното патување, создавајќи уште поголема зависност од приватни возила и дополнителен притисок врз сообраќајот и загадувањето. Наблюдувачите на човекови права го осудија одземањето на водата од страна на Израел во Газа, оценувајќи го како чин на геноцид. Според организацијата, лишувањето на милиони жители од основните ресурси како вода директно го загрозува нивниот живот и представува кршење на меѓународното хуманитарно право. Оваа ситуација дополнително ја влошува веќе катастрофалната хуманитарна криза во регионот. Властите во Газа предупредуваат дека недостигот на вода доведува до ширење на болести и опасност за јавната безбедност. Меѓународната заедница се повеќе врши притисок врз Израел за итно обезбедување на пристап до вода, додека активистите бараат построги санкции и мерки за спречување на понатамошни хуманитарни прекршувања. Украина изврши масовен напад врз руската област Ростов, испалувајќи 84 дронови и 13 ракети, според руските власти. Нападот предизвика значителна материјална штета и го наруши снабдувањето со енергија во неколку населени места. Руските одбранбени сили успеале да соборат дел од проектилите, но сепак неколку успеале да ја погодат целта. Овој напад е еден од најголемите во последниот период и ја интензивира тензијата меѓу двете земји. Руските власти го осудија нападот, нарекувајќи го терористички акт, додека Украина се уште нема официјална изјава. Меѓународната заедница продолжува да ги следи настаните со зголемена загриженост. По одобрувањето на законот за потрошувачката заштита, поранешниот американски претседател Доналд Трамп ги повика американските законодавци да го отфрлат, тврдејќи дека тој ќе доведе до значителни економски последици. Трамп предупреди дека законот ќе го зголеми товарот за бизнисите, особено малите претпријатија, што би можело да доведе до повисоки цени за потрошувачите и намален економски раст. Новиот закон ја проширува регулацијата на потрошувачките права и има за цел да ја заштити јавноста од нефер практики на компаниите. Иако неговите поддржувачи сметаат дека е потребен за заштита на потрошувачите, критичарите, како Трамп, го гледаат како претерано вмешување на владата во слободниот пазар.